Министерството за информатичко општество и администрација континуирано работи на зголемување на ефикасноста и ефективноста на администрацијата, со цел таа пред се да биде сервис за потребите на граѓаните. Салата за услуги, што ја отвараме денес, представува само почеток на еден поголем проект за воспоставување на вакви канцеларии низ целата држава. Следуваат и други градови во следниот период. Нашата цел е да го смениме и лицето и имиджот на јавната администрација преку менување на начинот на кој што граѓаните и фирмите ќе ги добиваат услугите. Шалтерот е првиот и најдиректниот контакт помеѓу граѓанинот и администрацијата. Затоа, инсистираме на непосреден контакт без добро познатите шалтерски бариери кои постојаа помеѓу граѓаните и вработените во администрацијата, освен во случаите каде што тоа е потребно од безбедносен аспект. Сите се исти и сите се еднакви. Администрацијата е сервис за граѓаните, а вработените на шалтерите се исто така дел од граѓаните. И дозволете во оваа прилика да им заблагодарам на сите оние кои што учествуваа во работата за да денеска имаме оваа сала за една точка на услуги. Тука ќе важи правилото дека граѓанинот што ја бара услугата е секогаш во право. Вработените се тука позитивно да одговорат на нивните барања, а доколку не се во можност културно да ги упатат онаму каде што може да ја добијат соодветната информација или услуга. Овде граѓаните на едно место може да добијат услуга од 10 различни институции. Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална политика, Управата за водење на матични книги, Агенцијата за катастар на недвижности, Агенцијата за вработување, Управата за јавни приходи, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и Централниот регистар. Принципот на двосменско работење, што го введовме пред скоро 2 години, е воспоставен и тука и оваа една точка за услуги ќе работи секој работен ден до 19:30 часот. Има и точка за информации, каде граѓаните ќе може да се консултираат за сите прашања што ги имаат. Вработените во салата за услуги постојано ќе имаат можност да се надоградуваат, а МИО ќе биде должна да ги организира овие обуки. Како што веќе спомнав, ова е само почеток. Веќе имаме проектирано решение за една точка за услуги и во другите градови. Таму одиме и еден чекор понапред и целосно ќе ги укинеме шалтерите. Граѓаните ќе седат на иста маса, буквално на една маса, со вработените од администрацијата и ќе разговараат. Без бариери, рамноправно, непосредно во основна човечка комуникација. Дел од овие канцеларии ќе се отворат со редефинирање на сега постоечките интернет клубови низ државата. А таму каде што овие простори не ги задоволуваат потребните услови, ќе се пренаменат нови. МИО во моментот работи на следниот чекор во процесот на доближување на граѓаните до услугите, а тоа е дигитализацијата. Во следниот период ќе биде вопуштен во употреба и новиот национален портал за електронски услуги. Дел од услугите ќе бидат достапни само и вистински со неколку кликови. Модернизацијата и реформата на јавната администрација е процес кој што никогаш нема да заврши. Наша крајна цел е да обезбедиме администрација во служба на граѓаните за да тие добијат подобри, поевтини и поефикасни услуги. Благодарам.